Сите одиме и на базени, не само летно време, така е Аргент, нели, и во текот на целата година, но и одиме на море, одиме на езеро, можеби некои одат и на океан, нели, како голема водна површина. Секогаш се муабитите за тоа дали сме ние доволно подготвени. И најдобрите пливачи треба да знаат дека не е нивно тоа тамо, ни една водна површина не е само нивна, така. Арген, добро утро прво и ви благодарам за присуството. Што може како совети да им дадеме еве на сите оние кои што ќе одат на летување? Добро утро и од мене, и до вашите гледачи. Генерално, поучени од овие години, ние како поднебје не почитуваме правила. Тоа можеме да го кажеме, пошто ние сме склони на кршење на тие основни правила кога сме во близина на некоја водена површина. Најпрви не ги преценуваме ризиците, без разлика дали тоа е во базен или е плажа. Генерално идеме против насоките дадени од лицата што се задолжени за таа работа, без разлика дали е спасител, редар или све остало. Од поучени од овие години, како што ви спомнав, имаме и многу интервенции, имаме и многу асистенции од страна на нашите екипи, тоа ни дава за право да го коментираме ова што претходно го кажав. Ние како Центар за безбедност на вода, односно за појаснување за гледачите во Црвениот крст на Македонија, постојат две центри. Центар за безбедност на вода во Скопје, што оперира затворени води, што подразбира аквапаркови базени, и Центарот за безбедност на вода во Охрид, што покрива езерата. Во нашиот центар ова година се ангажирани 30 спасители кои ги покриваат одредени водени површини на територија на град Скопје. Можеме да ги поменеме, најголемиот е таа аквапаркот, градски базен Куманово, Олимписки базен, Њустар, така да овие се водени површини кај што имаме спасители, од кај што добиваме податоци каква е состојбата барем за ова година. Така е. Што треба да знаеме пред да влеземе во базен? Дали е истото она што ни го кажувале нашите родители барем, нели, дека кога се влегува во вода, си нели топол, така си бил на сонце и така натаму, не може веднаш да нурнеш и тоа да биде најубавото нешто што ќе го паметиш. Никогаш не се влегува во водена површина директно. Најпрви треба да го послушате вашето тело дали можете да влезете. Кога веќе влегувате, морате да бидете од безбедна површина, односно од безбеден раб, по полека, по скали, за вашето тело да се привикне на температурата на водата. Сепак имаме огромни разлики од надворешната температура и температурата на водата. Прилагодете температурата на телото, па после можете. Мора да доколку како беше она со прскање, така? Апсолутно, во зависност по полека, секој си има, но во секој случај морате ова да го направите, посебно кога влегувате прв пат. Треба да процените дали е безбедно таму да се влегува, без разлика дали е плажа, без разлика дали е секоја водена површина има своји ризици. Кога веќе влегувате, видете дали местото е обележано, дали постои лице кое би ви помогнало во случај, нели, доколку ви е потребно. И крај крајева, доколку веќе идете со друштво, давајте си некои знаци, односно веќе кога влегувате, чисто да помогнете си еден со друг веќе. То тие се некои основни правила веќе кога влегувате во вода, без разлика. Видете, секоја водена површина, во што спомнав, има одредени ризици, вие мора претходно да ги знаете. Колку да ви делуваат дека све е безбедно, безопасно, секогаш постојат ризици. Генерално го имаме проблемот со скоковите во вода, зборам, нели, фокусот ако ние веќе на базените, го имаме со скоковите во вода. Тие ни создаваат проблеми во текот на секоја година. Ние можеме како податок да го спомнеме дека секогаш велам на кирка ми немој да скокате, или па не е интересно. Па да, генерално сите сме го правеле тоа, додека не гледам, додека и самите не увидите дека тоа може да ви кошта живот, не дај Боже, или некоја сериозна повреда која што ќе ја памтите цел живот. Тимовите, ако правиме некоја паралела за овие 10 години, имаат интервенирано од 700 до 1400 наврати. Зборуваме само за затворени води, од кои над 30 не, над 30 луѓе се транспортирани до ургентен центар. И ова е бројка кај што реално кажано секоја година се остварува. Дали биле тоа е некој просек што не завршува. А тоа е стварно многу. Тоа ни покажува колку ние како поднебје не почитуваме правила.
Како е на други места? Ако вика се компарираме, знаете? Па се зависи која компарација да направим. Вамо таму одите по светот, каде? Како е на друго место? Генерално Балканот си е Балкан, така да не би ги генерализираме работиве, не можете да кажете која водена површина е повише или помалку, се зависи од сезона. Знаете како ние имаме 90 за овие 5 години имаме активни давеници, бројката варира од 60 до 90 активни давеници. Појаснување лаички до гледачите, активен давеник е кога влегувате во вода, почнувате да се давите, барате помош, значи тоа е активен давеник и возраста, што е уште поразително, е 3 годишна, најмалата возраст. 3 годишна? 3 годишна. Тоа покажува колку ние како родители. Па кај се родителите? Сигурно се тука негде. Под наводници. Родителите се во таа водена површина, но родителите идат генерално, идат на предпоставка дека спасителите се нивни лични даделки и треба да ги пазат децата. Ама не може така. Апсолутно. Спасителите не можат во исто време 30 деца да пазат, така? Не 30, туку спасителите не можат 800 луѓе. Точно, да ги извадат од вода. Апсолутно. Знаете како, генерално веќе го имаме тој проблем неколку години назад, пошто секогаш се наслонуваме дека некој друг е него. Возраста на активните давеници, ако правиме некоја паралела, се над 70% од активните давеници на возраст до 14 години. Значи од 3 до 14? Од 3 до 14 се поголемиот дел. Значи ние во спасителските дневници се бележи 61 годишен активен давеник, но тие се поретки случаи. Зборуваме само за нешто се случило, Зборуваме само за базени, не зборуваме за плажи. Само за базени. Само за Иначе базени. кога сме кај плажи, сум гледала, сум присуствувала и навистина беше среќата на тој дечко кој што се даваше, значи сериозно давање. Како беше активен даваник? Знаете изворите на Свети Наум? Како се така? Стои една огромна табла, колку што си ти голем, толкава е таблата, горе и пишува: ве молиме, немој да пливате во делот каде што е изворот. Знаете кој е изворот тама? Значи дечко и девојка пливаат и почнува вика, девојката вика, немаше више спасител, беше пред крајот на ова, не знам зашто таму, што како имаат они. И имаше еден дечко кој што бил во спасителна стан, нели, некаде тие се ама беше на шанк тука. Летна он преку го спаси едвај. Значи за влакно беше готово се. И тоа е нашата некултура. Знаете како еднаш ка спасител цел живот спасител, кој кога не сте на работа, веќе тоа веќе професионална деформација, никогаш не се вртите со грб према вода, така да тоа веќе ќе ви остане со текот на годините. Ќе ви стане и пасија да пренесете и на другите, без разлика може да не работите активно оваа работа. Тоа покажува и солиден интерес ако за кандидатите наредни спасители, за идни спасители. Ние како центар се трудиме во секоја година да се трудиме. Да имате нови. Според програмата ние сме должни, односно организираме 2 до 3 курса во текот на годината. Да, не можете да станете спасител пошто сте искусен пливач, па ќе ви даеме лиценца. Не. Се работи за курсеви, интензивни курсеви 7 дневни во кои вие се тестирате освен во делот на безбедност на вода, во делот на првата помош и се остало. Така да за тие 7 дена вие станувате комплетен спасител. Нормално искуството е плюс, но веќе добивате основа. Го гледам цело време часовникот, уште 2 минути, имам еден тон прашања, и сега ајде уште едно само за што се однесува до овие големи водни површини. Кога ќе влезаме пак во езеро, море или океан, што друго треба на што друго треба да внимаваме? Ги споменавте оние, нели, места кои што се обележани до таму да пливаме, тоа се веројатно Ако ни се случи нешто, нели, она како велат игличка, нешто ставете си, имајте си за грч и така натаму како прва помош. Има ли врска тоа? Не. Генерално, значи, тие се останати некои стари верувања и се основно. Сепак вие треба да знаете како да санирате грчеви. Добро. Така да без игла, без ништо може да направите дополнителна повреда. Најбитно е да не кренете паника, пошто ние поголемиот проблем сигурно и спасителите би го имале доколку вие кренете паника. Често ни се случува и сме виделе кога еден активен давеник ќе побара помош од подошно, уште тројца се дават во исто време да му помогнете на него. Така да не кревајте паника, останете таму, алармирајте или нормално, потрудете се да не излезете од обележена
траекторија како. Така. Но ако веќе сте напуштили, ако барате помош, гледате да не крадете паника. Проценете на каде би се движиле. Проценете каде е безбедно и веќе ако мислите дека не сте способни, нели? И ве фаќа паника, останете таму кај што сте. Сигурно не се трудете сами да земете некој чекор, да преземете некој чекор, па уште да помогнете. И ако сте сега координатор, си како сте биле спасител, некое ваше искуство имате, леле, немате, 15 секунди ке ни дадете. Искуство, често го спомнуваме пошто работиме во Скопје. Родител со дете во вид на алкохолизирана состојба за малци ќе си ги удел своите дете. Леле, немојте. Да. Тоа ни е најаката комбинација кога Родител ќе си ги удавал своите деца. Да, пошто веќе падна во вода, едноставно конзумацијата на алкохол преголема, ладна вода, брза вода, он се труди да ги крене нагоре, у суштина ги влече надоле према него. Он се труди да ги изнесе од вода, пошто несреќен случај. Тоа не е некоја голема интервенција од страна наша, но во секој случај тоа е страшна работа. Страшно, но интересно е да се гледа и да се укаже на граѓаните колку за секунда може да кошта живот. Да. Ви благодарам. Немаме за нисреќа повеќе време, ама да им кажеме на луѓето дека тука сте секогаш, луѓето од Црвениот крст на град Скопје се секогаш тука, нели, да ни помогнат за да бидеме што попаметни кога се однесува до водите, ако може и без алкохол кога се вашите деца, да речеме, во базен или во некоја отворена водна површина. Ете толку за ова издание на утринската тема.